Добар ден, почитувани гледачи. Гостин во ова издание на ОКО е универзитетската професорка Гордана Силјановска. Професорке, добре дојдовте во ТВ Нова. Добро ве најдов, прв пат сум овде, мило ми е. Добре дојдовте. Кога размислувавте за поканата за ова интервју, ми рековте дека појавувањето на телевизија ви создава нервоза, но исто така додадовте дека некои работи пак, како интелектуалец, како граѓанин, како македонец, како универзитетски професор по уставно право не можете да ги промолчите. Што е тоа што најмногу ве иритира? Што е тоа што ја предизвикува вашиот интелект, вашата националност, вашата професионалност? Јас верувам дека без дебата нема демократија и што поширок круг на луѓе кои дебатираат, тоа и можност за подлабока промисла на нештата. Тоа говори и за работа на политичката култура, на партиципативноста на граѓаните, но она што ми пречи, особено во овие 2 години, е што навидум постојаната дебата всушност како да изгуби на квалитет и на тежина, зашто исти луѓе се појавуваат, исти колумнисти се присутни и наместо расветлување некако како да доаѓа до конфузија. Тоа е првото. Второ, не верувам во дебата меѓу истомисленици, а за жал најчесто така се конструирани дебатните емисии насекаде и полно пати сум рекла дека ни требаат нови лица, нови ставови и слично. Се присутноста мислам дека не е добра. Тоа е едното. Второто, дури и во својата област, никој од нас не може да рече дека е експерт. Јас ни во уставно право не се сметам за експерт во сите прашања на уставното право. Меѓутоа, кај нас некако вие новинаривте почнавте да доделувате експертски титули и сите се експерти и сите се професори и дури човек има впечаток дека живееме во времето на Ренесансата, бидејќи ќе видите дека луѓе говорат за нешта за кои мислам дека и не знаат што се и не ги прочитале. Еве шанса да ги чуеме вашите ставови за сите актуелни теми во овие месеци половина по изборите или во овие 2 години откако Македонија е во политичка криза. Да. Благодарам и уште една причина имаше, дојдов и заради вас, бидејќи сте ми биле студент, а јас не ги заборавам одличните студенти. Така е, благодарам за овој комплимент. По 11 декември изборите помина месец и половина, од тогаш немаше забелешки за изборите од ниту една страна, но немаше ни честитка за победниците. Дали е на повидок излез решение на кризата или пак некој креира поинакво сценарио за Македонија? Па, околу честитките нема промена. Ретко имало честитки. Тоа е дел од нашата балканска политичка култура или балкански менталитет, кога другиот, поинаквиот го доживувате како непријател, а не како партнер, кој може да влијае врз вашата мисла, врз вашите ставови и постапки, да ве освестува, да ве насочува, да ве тера да се задумате за квалитетот. И, за жал, политичката култура ниту со устав, ниту со закон може да се октруира. Треба долго време за да сватиме ние дека политиката е диалог. Јас честопати велам дека политиката е како се појавува во моментот кога се појавил Петко покрај Робинзон Крусо. Инаку немало диалог. Во расправата, во таа делиберативна игра има шанса, значи, за диалог. Ние постојано како да
го повторуваме она што честопати велиме дека нема да го направиме. Ете, тоа се тие остатоци од језуитизам, од макијавелизам, кои што... Тоа ви создава проблем во обидот да ги прогнозирате работите и настаните? Голем. Голем, но од друга страна пак познато е дека во политиката има многу ирационалност. Тоа е голем проблем, особено не кога зборуваме за политика во смисла на политикс, борба за власт, распределба на функции, туку кога зборуваме за креирање на политики. Ние немаме израз полиси, ама образовна, социјална, меѓународна политика тамо. Во смисла на заедничка платформа на два коалицијски партнери? Сосема или повеќе, на 2, на 3, ама и на некој начин, во комуникација и со граѓанското, односно со цивилното општество, бидејќи во креирањето на политиките од иницијалната фаза па до завршната или евалуацијата треба да има што поширок круг на луѓе вклучени. Што поинклузивен модел, тоа подобри решенија. Таква платформа нема, но има платформа на албанските политички партии. Да. И тоа, оние кои во предизборијата беа со тотално спротивставени тези концепти и визии за иднината на државата. Тоа е навистина еден чуден политички феномен, бидејќи трите партии кои застанаа зад платформата жестоко во смисла на она што го зборувавме макијавелизам и језуитизам се бореа за гласачите. Имаше меѓу нив и големи разлики. Она што обично може да обедини различни партии, како и различни луѓе, се нешта кои што директно го засегаат нашиот граѓански живот. И да бидам искрена, после овие 2 години цивилизација во смисла на појава на цивилното општество, граѓански пораки, јас очекував дека лесно ќе се седне и ќе се коалицира. Зошто? Токму заради тоа што страшната загаденост на воздухот или неконсеквентно спроведената поделба на власта или отсуството на владењето на правото како предуслов, или економските политики, економските проблеми, бидејќи всушност тој амбиент, здрав амбиент, е предпоставка за добро решавање, ако сакате, на меѓуетничките прашања. Зошто ако нема демократски амбиент, ако нема правна држава, не може да има ни добро решени меѓуетнички односи. Одеднаш ние се среќаваме со платформа на 3 партии кои што беа спротивставени во кампањата, и тоа мене, да бидам искрена, ми наликува на нешто кое што би можело да се создаде при распаѓање на некои империи или на држави, тогаш се националните агенди најживи. Зборувате за платформата на албанските Зборувам партии? за платформата. ДУИ, ДПА, БЕСА и Алијанса. Така, 4 пардон. Да, партии, се извинувам. Добро. Значи, 4 партии и кога ја гледате агендата, гледате дека прво, не знам, како во приоритетите да има еден чуден распоред, но и друго. Она што за мене е најважно, а што е споменато во таа платформа, евроинтеграциите ЕУ и НАТО, ако го гледате низ призмата на јазикот, ако го гледате низ призмата на декларацијата за геноцидот, символите и така натамо, тогаш не може да заклучите дека лесно одат едно со друго. Напротив, ваквите прашања го комплицираат процесот на работа интензивна
посветена на владењето, на правото, на зајакнувањето на институциите, зашто ќе ве подсетам, имаше еден премиер кој што си даде оставка со аргументација дека не може да се занимава со економски, со социјални, со меѓународни и други прашања, зашто единствената агенда која ја добива намаса е таа што се однесува на етничките прашања. Јас не велам дека етничките, на Хари Костов, јас не мислам дека етничките прашања не се важни. Тоа се виде особено во периодот на распаѓањето на социјализмот. Еве има и за економските постигнување на економска рамноправност и на општествена благосостојба, особено преку рамномерен регионален развој. Ова е точка 2 во платформата на албанските политички партии. Значи не се само етничките, нели етничките е еден корпус од платформата, понатаму е НАТО и ЕУ, спомнавте и еве го под број 2 веднаш ќе го коментирам. Економска рамноправност и особено преку рамномерен регионален развој. Видете, јас сум човек кој што се радува дека Македонија е социјална држава и човек кој што смета дека социјалните и економските права се многу важни. И од Вајмарската република, па преку барањата во Англија едно време на синдикализмот, за укинување на вториот дом и негова замена со дом во кој ќе соработуваат трудот и капиталот, една идеја на Сидне и Беатриса Веб, до Француската република и воведувањето на социјалните и економските права до македонските. Меѓутоа, кога зборуваме за економска еднаквост на етнички ентитети, сериозен проблем имам со тоа. Регионален рамномерен развој, знам што е и мислам дека е нужен. Знам што е и потреба од еквилизација и такво нешто постои во светот. Меѓутоа да говорите за економска еднаквост, целосна на етнички ентитети, јас не знам што значи. Дури ни во марксизмот и ленинизмот, таков концепт не може да се аргументира. Еднаквост на шанси, знам. Оваа точка би се постигнала преку создавање на нов механизам, повторно цитирам делови од платформата, во форма на една државна комисија за финансирање на општините или создавање на едно министерство за политички систем и односи меѓу заедниците. Би рекле, како уставен професор, веројатно, ако имаме комитет за рамковен договор, зошто не би имали и вакви институции и тела? Видите, ново формирани? Ние стануваме помалку жртви на така наречениот правен и институционален илузионизам, во смисла на празни институции. Бидејќи имаме секретаријат за рамковен договор, ама многу често има конкурси за евалуација на рамковниот договор и основната дилема е па со што се занимаваат тие многу стотици луѓе во рамките на овој секретаријат, бидејќи тие би требало да се занимаваат со анализи, со студии, со предлози и така натаму. Имаме ние и социјално-економски совет во рамките на владата, па се соочуваме со проблеми врзани за сиромаштијата, отсуство на вистински диалог со синдикатите и така натаму и така натаму. Ако ме прашате мене, за мене една од првите мерки на идната влада би требало да биде еден предлог за преполовување на министерствата, значи апсолутно мислам дека на земја со помалку од 2 милиони жители и ваков бруто општествен производ, не се осудувам да ја споредам со Швајцарија, со 7 министерства, апсолутно половина од министерствата и се непотребни. Во оваа смисла е и мојот коментар, кога се зборува за така наречен фискален федерализам или еквилизација која е потребна за да има рамномерен регионален развој во Македонија. Не сум економист, но знам дека
тоа би можело да се одвива тогаш кога во различни општини или во сите општини исто така постои слична финансиска дисциплина, значи, зошто во спротивно ќе дојде до проблем. Регионален развој го спомнав како подконтекст на она прашање што го зборувавте вие за суштината на етничкиот корпус. Зошто прво етничките прашања доаѓаат на дневен ред, а не обратно? Иначе, кога веќе споменувате региони, да, Македонија има статистички региони и многу важно е ние да се фрлиме на ревидирање на состојбата во која постои Скопје и останатите, бидејќи останатото повеќе подсетува на пустина. Значи да размислиме за алокација, за реалокација на различни капацитети. Да се вратиме на суштината. Го спомнавте Охридскиот рамковен договор во оваа смисла, во елаборацијата на платформата. Минатата година се навршија 15 години од подпишувањето на договорот во Охрид. Според вашата анализа и рецензија на рамковниот договор, дали договорот од Охрид ги гарантира јазичните права на албанците во Македонија? Ова во светло на она што е клучно во платформата, тоа е дека се бара постигнување на целосна рамноправност во согласност со Охридскиот договор и уставот. Да. Но понатаму се бара јазична рамноправност, јазична еднаквост. Видите, значи, бидејќи се работи за политички договор, се заборава честопати дека анексот А од рамковниот договор преку амандманите се конституционализира. Првото барање, по мене, излегува од она што е анекс А, односно од амандманите на Уставот на Република Македонија врзани за јазикот, во оваа смисла и мислам дека не треба да сте професор по уставно право, треба да сте просечен правник за да го согледате ова. Ќе се обидам накусо на популарен јазик да го објаснам тоа. Ако првиот став на членот 7 вели дека службен јазик на целата територија и во меѓународните односи е македонскиот јазик и неговото писмо. Само еден коментар дека национален јазик, има разлика меѓу национален и службен јазик, ама еве тоа е во Централна и Источна Европа и на Балканот, овој начин на статус на јазикот е вообичаен, да речам. Во вториот став се вели службен јазик е и јазикот што го зборуваат 20% и творците на платформата, многу аналитичари, па и некои професори по уставно право, таму каде што има запирка ставаат точка, бидејќи следното што пишува во рамковниот договор е as determined below, бидејќи официјалната верзија е англиската, односно како што е тоа утврдено подолу. Кога реков просечен правник, еве на што мислам. Значи, првиот заклучок е секогаш во правото дека ставот 2 не е став 1. Значи, не е тоа во ставот 2, бидејќи ќе видиме подолу не е утврдено во меѓународни односи и не е на целата територија. Во спротивно не би имало став 2, туку ќе пишува дека службени јазици на целата територија и во меѓународните односи се македонскиот јазик и јазикот што го зборуваат 20%. Во амандманот се наброени ситуациите кога е албанскиот јазик службен. Веднаш да кажам, во многу земји се наведени дека и други јазици службени и така натаму, но со различен обем, со различен опсег на службеност. Зошто, кога би биле тие рамноправни, би пишувало дека личните имиња можат да се пишуваат и на јазикот што го говорат 20%, комуникацијата со подрачните единици, комуникацијата со државните органи, на ниво на локална самоуправа точно е дека постои целосна рамноправност на јазиците во Уставот, дури и можност Советот да одлучи под 20% јазикот
да стане службен јазик и предпоставувам онаа фамозна одредба дека во државните органи може да се употребува и јазикот што го употребуваат 20% на начин утврден со закон. Начин. Ама обемот на употребата во државните органи можеме да го детектираме во рамковниот договор и тој беше исто така озаконет во 2008 година во Законот за употребата на службените на јазикот што го зборуваат 20%. Спротивно, Македонија би била билингвална држава. Она рамноправност значи нели билингвална. Билингвална, Се да. изнаслушавме разни термини. Зборуваме на цела територија, како што иначе се бара во билингвализам и трилингвализам има на локално ниво. Но само уште една реченица за да не заборавам. Значи, кога зборуваме за органи, државни органи, во рамковниот договор се наброени тие ситуации. Наброено е дека пратениците можат да се обраќаат to address на својот јазик на седниците и во комисиите. Напишано е и во рамковниот и во уставот кога може во судство, во образование и така натаму, но и покрај тоа беше направен нели еден закон од 2008 година и тој закон се разбира дека треба да се спроведува. Споменавте билингвализам. Спомнавме и други термини кои ги слушавме во последниот период, од кантонизација, федерација, швајцарски, белгиски модел. Вие спомнавте Швајцарија во смисла на 7 министерства, но сега јас ја барам Швајцарија како модел за нешто што се нарекува кантонизација или федерација. Може ли да ги објасните овие термини и што би значило тоа во случајот со Македонија? Како не? Прво, пред да ги објаснам, значи, Македонија со рамковниот договор и со амандманите воведе силни елементи на еден модел на политички систем кој што се нарекува модел на споделена моќ, power sharing во случајов меѓу етничките ентитети, односно заедници, или ако сакате силни елементи на нешто што се нарекува консоцијативна или консенсуална демократија, но во Македонија многу повеќе според моделот на Арент Лајпхард, одошто, например, моделот на Хоровиц и така натаму. Што се заборава, а што е битно и на што предупредува дури значи и промоторот на консоцијативната демократија Арент Лајпхард. Прво, дека моделот на консоцијација не може да функционира во услови на бинационален концепт или бирасен или што знам, бијазичен и така натаму. Зошто? Зошто тогаш се соочуваме со нешто што се нарекува игра на губитници и на добитници, односно резултат од игра кој што е нула. Зошто се што е добивка за едниот, се смета дека е пораз за другиот. Понатаму, тој утврдува дека за да може да има консоцијација, потребно е да постојат услови на најмалку 3 сегменти, расни, етнички, јазични, верски, токму заради оваа опасност, со непроменлива моќ. Зошто? Зошто третиот сегмент ќе урамнотежува. За разлика од тоа, многу решенија од рамковниот договор, од Комитетот за односи меѓу заедници, до начинот на кој се спроведува правичната и соодветна застапеност и до јазичните прашања во Македонија како да се регулираат токму по тоа би национално решение и со јазичното барање, тука доаѓа и она барање за македонците и албанците како конститутивни народи, босанскиот модел во преамбулата, или пак како конститутивни народи. Значи,
Понатаму да не зборуваме уште и други, еден од елементите што Ќе го ве замолам да исполнувам. памтите мислата. Можеме да направиме куса пауза Добро. за реклами. Памтам. Почитувани гледачи, во студиото со мене е професорката Гордана Силјановска, незините ставови за рамковниот договор, за политичката криза во Македонија, но и за ерата на Трамп во продолжение. Продолжуваме со разговорот со професорката Силјановска. Професор, ќе ве прекинав во однос на вашиот став, барањата од платформата за она што се однесува на преамбулата, односно на Македонија како држава на македонскиот народ и на сите кои живеат, или на држава на македонскиот и на албанскиот народ. Повелете. Да, значи, бидејќи го споменува Фаренд Лајпхарт или Липхарт и укажувањата за амбиентот, само знам дека е професионална деформација, да кажам дека исто така тој вели дека за да може ваквиот концепт да резултира не со понатамошни делби, туку навистина со спасување на државата од распаѓање или, ако сакате, да овозможи интегрирање, се инсистира и на лидери на партии, особено на етничките сегменти кои се поумерени од граѓаните, се инсистира на лојалност кон државата, која е посилна од етничката и од патронажната лојалност. Се инсистира исто така на можеби постоење на надворешен непријател кој што ќе не интегрира, а нема да не подели. Намерно го потенцирам ова, за да знаеме каде водат, да речеме, каде води креирањето на договорите не дома, каде што се проблемите и медија срез, туку надвор. Повторно зборувате за платформата во Повторно зборувам за платформата која што е креирана во Тирана. Вашето прашање беше, или да не претерав јас со примерите исто така? Не, прашањето беше да ги објасните термините што се многу експлоатирани во последното време, или еве би ве прашала, би се надоврзал на прашањето за јазикот, за употребата на јазикот во Македонија, ако не е соодветно регулирано во рамковниот договор и ако треба да се оди надвор од тоа. Имате ли впечаток прво што е со употребата на државните символи, грбот, знамето и химната, и дали го делите впечатокот дека премногу лесно се лицитира со унитарниот карактер на државата во последно време? Прво, никој не треба да бега од фактот дека Македонија е мултикултурно општество, меѓутоа ако ги анализирате мултикултурните општества во светот, ќе видите дека во нив има код за комуникација. Тоа е најчесто еден јазик заради точно мултикултурниот карактер. Споредбите на Македонија со Швајцарија, со Белгија, првата, значи, федерација во Швајцарија, во која што точно е дека има 4 службени јазици, меѓутоа кога се вели дека сите тие имаат еднаков капацитет, не е така, бидејќи во Швајцарија дали има 2 или 3 кантони во кои има двојазичност, во останатите не, а например унитарна држава со федерација, не знам дали треба да се споредува. Белгија исто така држава на белгијанците, меѓутоа и тамо има 4 региони и 3 јазични заедници и не е точно исто така, само бриселскиот во Брисел постои двојазичност, не е точно дека во сите 4 региони или на територијата на цела Белгија сите 3 јазици се рамноправни, а да не говориме за карактерот и природата на Белгија, која што е сосема различна од Македонија. Да не зборуваме за Финска и Аландските острови, значи, мислам дека примерите се целосно несоодветни. Ние можеме да се споредуваме со државите на Балканот, бидејќи државите на Балканот се како леопардова кожа. Нема хомогена држава, само што во некој можете да ја декларирате етничката и јазичната и верска припадност, во некој не. Што доведува, да речеме, до еден разнообразен однос во поглед на ова. Околу терминологијата, значи,
унитарниот карактер на Македонија не случајно е гарантиран во рамковниот договор. Се разбира, секое барање, дури и за сложена држава и за федерација, е легитимно и не може да се сатанизира. Меѓутоа, треба да се гледа низ призмата на последиците од таквата апликација. Бидејќи, Македонија како држава вие како еден антички полис. Дури и кога во Советот на Европа се разговара за втор степен или за регионализација, во тие научни дискусии се вели дека се има разбирање за малите држави, бидејќи дека во нив нема потреба од трет степен, многу тешко може да се донесе, нели, повелбата за регионална самоуправа и така натаму. Но, кога зборуваме за федерализација, не смееме да заборавиме дека ние излеговме од една етничка федерација, Југославија, и тоа за жал на еден непристоен, на еден крвав начин. Истото се случи, се распадна Советскиот сојуз, се распадна Чешкословачка. Значи, ние мораме да знаеме што значи тоа, што значи да има двојна структура, сложена држава со федерални органи и со органи на ниво, да речеме, на кантони или што знам на ниво на лендери во Германија и така натаму. Да знаеме дека во тој случај се работи како во бивша Југославија, значи за членки на федерацијата кои што во многу земји имаат статус на држава, со устави, со целосна организација и така натаму. Меѓутоа, факт е дека, кажав, на овие простори до такви решенија не може да се дојде. Очигледно помирен пат и дека трендот очигледно дека не е тој. Дури за мултикултурните општества се вели дека се во длабока криза, но... Или концептот на мултикултурализмот е напуштен уште пред некоја година кога Меркел го прогласи за мртов во Германија. Точно, Меркел го најави тоа. Балканот секогаш бил многу податлив за експерименти, меѓутоа јас мислам дека во Македонија, заради традицијата на комуникација меѓу различни етноси и религии, дека има големи шанси за така наречен, значи за така наречено за така наречен мултиграѓански концепт, кој никогаш не е територијален, туку е нетериторијален, меѓутоа, како што гледам дека тоа е недовршена приказна, бидејќи повторно и често пати се Професорке, платформата што неколку пати ја спомнуваме и што е пишувана, односно произлезе од Тирана, од средбата на албанските политички лидери од Македонија, на партиите од Македонија во Тирана, и предходеа сет на изјави во однос на тоа, во однос на Охридскиот договор, неговата употреба и примена 15 години од подпишувањето. Ќе го цитирам лидерот на СДСМ Зоран Заев кога вели Охридскиот договор е само рамка и треба да се оди преку неа. Или конкретно изјавата звучи вака: Охридскиот рамковен договор не е договор, мора да одиме преку Охридскиот, оти тоа е рамка. Зошто во 21. век, 25 години независна Македонија да има рамки на ограничување? Зошто вакви изјави како претходница на платформата во период на предизборие и во период на длабока политичка криза, ако рамковниот договор убаво си ги регулира овие прашања? Политички мотивирана изјава или пак поголемо сценарио? Видете, зошто такви изјави, јас не знам, може само тој кој изјавува да објасни. Факт е дека објаснувањето е дека ќе градиме граѓанска држава, еднаква држава за сите. Македонија треба да биде еднаква држава. Во предизборието, односно во изборната кампања, ќе чуете многу силни зборови. Меѓутоа, јас ја прелистав програмата на Социјалдемократскиот сојуз за овие избори и во таа програма нема вакво ветување, морам да кажам, бидејќи за мене програмата го ја легитимира, е основ за легитимизација на постапките што ги очекуваме, но дека ваквите изјави
потоа се шират или се повторуваат или дека до нив некој се држи или се толкуваат на различен начин, во право сте дека се случува. Во една пригода рековте дека имате впечаток дека се случува фетишизација на рамковниот договор. Што сакавте да кажете со тоа? Видете, рамка, како што знаете, рамковниот договор е политички договор sui generis. Тешко можам да речам дека е тоа меѓународен договор, бидејќи тогаш би било тоа политика во надвор од границите на правото, бидејќи ако има, значи, потписници и гарантори по Уставот на Република Македонија, меѓународните договори ги исклучува пред шефот на државата, председателот или владата кога е утврдено со закон, а произведуваат правна сила или стануваат дел од правниот поредок по нивната ратификација. Тоа не се случи со рамковниот договор, ама се случи конституционализација на одредбите од анексот 1 и се случи, значи, озаконување или легализација на одредбите од рамковниот договор од анексот Б. Кога велам фетишизација, мислам дека не можете да бидете правна држава, а да се повикувате на договори. Каде што има договори, без оглед дали е тоа рамковен, дали е тоа мајски, дали е тоа пржински договор, секаде има простор за дискреционо и персонализирано овластување. Ако сакаме ние да бидеме пристојна европска држава, мораме да ставиме акцент на институциите, на уставниот и на законскиот патриотизам и на процедурата. Не може да има еден формален устав, како највисок правен акт и политички договор, и да имаме паралелен устав, како што велите вие, што споменавте, рамковниот договор. Рамковниот договор е во суштина мировен договор. Тој си доби важно место во градењето на моделот на политичкиот систем на Република Македонија. Можеме, она што е најважно, а го забораваме, постојано да подсетуваме на неговиот дух од основните одредби, иако јас велам понекогаш не знам како може спиритуалистички да одгатнете што е суштината, ама суштината за мене е мирен и хармоничен развој на граѓанското општество. Интеграција место дезинтеграција. Да, рамковниот договор цело време оперира со припадник на заедницата. И кога слушам јас акценти од типот граѓаните македонци, граѓаните албанци, имам сериозен проблем. Зошто граѓанин е индивидуа. Значи, ако ние ги акцентираме колективните права, а ги забораваме индивидуалните права, повторно мојот заклучок е, не можеме да градиме правна држава. Ќе искористам приликата да цитирам еден познат професор од конституциона по уставно право на Универзитетот во Лајпциг, потекал од Босна, Един Шарчевиќ, кој што вели за Босна дека ако Босна не добие нормален устав во кој што ќе пишува дека колективните права не можат да се користат на штета на индивидуалните права, никогаш нема да стане правна држава. Значи, никој не ги негира колективните права. Тие се важни, особено за идентитетот. Меѓутоа, во ранг духот на членот 9 на Уставот на Република Македонија, дека сите се рамноправни без оглед меѓу останатото на етничката припадност, ние мораме да градиме модел кој што е компатибилен со оној на членките на Европската Унија. И да подсетам, во Европскиот парламент не седат граѓани, припадници французи, туку седат, значи, граѓани кои припаѓаат на
партии. либералните партии, на народните партии. Ние треба да сме Ја спомнавте Босна и Херцеговина. компатибилни. Ке се надоврзам тука. Ако Вилијам Гледстон, британски либерал и Така. поранешен британски премиер од 19-тиот век, уште тогаш им пишувал на османлиите и на другите големи сили во тоа време, зошто може Бугарија на бугарите и Србија на србите, а не и Македонија на македонците. Така. Тоа сум го научил од вас. Да. Сега Тимоти Лес, поранешен шеф на британската амбасада во Бања Лука и директор на агенцијата Нова Европа, која се занимава со проценка на политичкиот ризик во Источна Европа, оценува дека Босна, Косово и Македонија се целосно нефункционални држави и прогнозира формирање на голема Албанија. Да, интересно. Интересно, значи. Па и да речеме, тоа е и една од болките, кога денеска по Балканот или во Македонија од дипломатите до представници на меѓународна заедница вешто го избегнуваат името на Република Македонија. Гледате, еден од најпопуларните премиери, Вилијам Гледстон, значи, сигурно не од љубов, туку од знаење на состојбите во регионот, упатил писмо до владите на Грција, на Бугарија, на Грција, на Србија, па и до Бајроновото друштво и до Балканскиот комитет, во кој што бара, инсистира на Македонија, на македонците, или, ајде да искористам уште еден автор познат, зошто се создава болка кај нас македонците понекогаш, Бернард Шо, чувениот тирец, кој што, не знам дали знаете, објаснува што е либерал и вели дека либерал е човек кој што има три обврски. Обврска кон Ирска, обврска кон Финска и обврска кон Македонија. Ова го цитира и Цимерман, и Вилки Млика и така натамо. Зошто тоа го рекол? Затоа што вели на сите три народи им беше оневозможено по распадот на големите империи да создадат своји држави. А сега ние сме кој век и се уште имаме вакви проблеми кои што можам да ги подведам повторно кон некаков инженеринг. Балканот е многу податлив за тоа и созема се согласувам со професорот Джозеф Вајлер, кој што вели дека како да се создаде една класа на така наречени политички креатори кои што се бават со уредување и преуредување во рамките на стейт билдингот, како стейт билдерс, а ние граѓаните на Балканот или во Македонија сме некои што има корис од ова, стейкхолдерс, и креираат нешто што понекогаш е чудно и што пак еден друг британски автор, Чувен Чендлер, го нарекува soulless states, држави без душа, велејќи дека креаторите потоа не земаат одговорност за она што се создава, нефункционални држави, како Босна. Или што би рекле вие во еден од вашите трудови, Франкенштајн држави, А Франкенштајн, бидејќи за Босна, дури и после одлуката, пресудата, по повод Сејдичи Финци, кои за жал припаѓаат на неконститутивните народи, во која се вели дека не може етнички клучеви да има во судството, регрутирањето и дека тоа ја турка Босна кон дискриминација на граѓаните, гледаме дека нема на повидок решение. Професорке, цитиравте неколку автори, и тоа и Бернард Шо го цитиравте повеќе британци. Јас ќе ве прашам конкретно, што е тоа што ако можел Бернард Шо или Гледстон уште во 1800 и некоја да ја споменува Македонија и да бара Македонија на македонците, сега во ова време да биде кочница на македонските евроинтегративни, евроатлантски процеси, интеграции, членството во НАТО и членството во ЕУ, односно почетокот на преговорите, условувањето со решение на спорот за името. Јас ќе го цитирам вашиот колега, шефот на државата Ѓорѓе Иванов,
во последното обраќање до пратениците, односно до парламентот кој не беше конституиран, рече дека блокадата не е ништо друго освен казна за македонските граѓани. Не бараме изговори, свесни сме за нашите слабости, но исто така свесни сме за пропустите и на неисполнетите обврски на НАТО и на Европската унија кон Република Македонија. Нашите партнери во Брисел зборуваат за владење на правото во Македонија. Апсолутно се согласувам дека треба уште многу да работиме на ова поле, но истовремено ги прашувам, ако ни забележувате за состојбата во судството, зошто не ни дозволувате да ги отвориме 23 поглави и 24 за правосудство, основни права, правда, слобода и безбедност. Рече председателот Иванов и додаде дека неодговорното однесување на НАТО и на Европската унија кон Македонија неминовно се одрази на нашата внатрешна политика. Се изгуби реформскиот моментум, се затегна односите меѓу политичките партии и се намали трансформирачката моќ на унијата. Видите, Македонија и Балканот се дел од Европа и само во две ситуации за време на Отоманската империја и за време на комунизмот не биле заедно. Значи, тоа е нашиот пат. Меѓутоа, кога ЕУ се повикува на владење на правото, и самата треба да се однесува, односно да креира политика во рамките на правото. Најпрво, точно е дека малите држави секогаш се повикуваат на меѓународното право, а големите се повикуваат на светот на политиката, кој за жал и 2 милениуми потукидит би бил дека силните го прават тоа што можат, а слабите тоа што мораат. Зошто го потенцирам ова? Најпрво, дури приемот на Македонија во Обединетите нации е пропратен со кршење на меѓународното право, бидејќи во 1948 година, значи, Судот на правдата има донесено мислење дека од државите кандидати за Обединетите нации не може да се бараат или пред нив не може да се поставуваат никакви други услови освен оние од повелбата. Тоа е првото. Второ, неодамна, значи, ние се соочивме и со Грција пред Судот на правдата и позната ви е пресудата, но уште мастилото на пресудата не беше исушено кога слушавме како највисоките представници на НАТО и другите велеа дека е тоа политичка, дека проблемот меѓу Македонија и Грција е политички и дека пресудата нема многу да има одраз. Но да се повикувате 2 милениуми потоа на светот на Тукидит, а да живеете сепак во услови кога треба да верувате во Обединетите нации, во Европската унија, мислам дека не е во ред. Само да споменам што мислам во овој поглед. Видите, токму држењето на Република Македонија и на регионот надвор од домот европски во Брисел, всушност ги охрабрува под набодници ханибалите на овие простори и најмногу им оди во прилог на оние кои веруваат во владење на луѓе, а не во владење на право. Зашто демократија најдобро се учи внатре, не чекајки пред портите. И мислам дека надолниот процес во Македонија и на Балканот особено започна по трагедијата што нам ни се случи, како да е тоа едно место чудно за Македонија, Букурешти 2008 година, соучесник или вина за состојбите во Македонија има и Европската унија, исто така и целата меѓународна заедница. Не само од овој поглед, видите, не е многу пријатно човек да каже, меѓутоа ние најчесто одлуките овде сме ги носеле врз основа на договори и со посредници. Тоа значи дека тие соучествувале и во креирањето на лошите решенија. Чендлер тоа го нарекува empire in denial, значи империја која што одбива одговорност. Според тоа, мислам дека крајно време е, како што велат некои автори, Балканот, сега па има нова синтагма која е геополитичка, не географска, западниот Балкан, навистина да заслужи
или да добие стратегија на ЕУ, бидејќи апсорбциониот капацитет воопшто не е проблем, за, значи, приближување или за интегрирање, бидејќи со право некои велат дека ЕУ симфонијата е недовршена без Балканот, други велат дека е тоа Ахилова пета, но тогаш треба да се најде решение, а ова што велите вие околу талкачите по Балканот, мислам дека е нешто што навистина бара сериозно преиспитување и говори за демократски Европската дефицит. симфонија е недовршена без Да. Балканот, но Трамп, а неговата ера веќе започна, во интервју за германски Билд пред некој ден, рече дека НАТО е демоде, а Европската унија не важна. Каква иднина има Европската унија? Во оваа смисла, наредните 5 години на чело на Америка ќе биде Доналд Трамп со својата визија. Да. А да ве потсетам на уште една изјава на британскиот амбасадор во Македонија Гарет, кој рече дека во неговата визија за Македонија 2027 ја гледа Македонија како стабилна европска држава, членка на ЕУ, со решение за името од 2020 година. Па во оваа смисла би ве прашал, можно ли решение за името што нема да го загрози нашиот идентитет, кога знаеме дека јазикот и културата како темел се е она што не прави македонци. Тоа што сме. Многу тешко се решаваат вакви проблеми, речиси невозможно е да се решат, бидејќи иако се нарекуваат интерпартес, сепак, како што знаете, дека од резолуцијата која велеше дека акронимот бивша Југословенска република ќе биде за употреба, вели, внатре во Обединетите нации, таа се прошири и така натаму и ние станавме земја со чудно име. А факт е, велите, дали може. Прво, неспорно е, и никој не може да ме разубеди дека името не е дел од идентитетот. Понатаму, името Република Македонија не го изгласа парламентот во 1991 година, туку е име што сме го наследиле. И јас сум родена во Република Македонија, моите родители, кога немало Република Македонија, исто така се нарекувале македонци, нивните родители и така натаму и така натаму. Иначе, често пати јас, за да се заштитам, велам дека не гледам проблем. За среќа и многу мои колеги исто мислат, бидејќи, видете, кога ќе речете вие република, ајде на ниво на common sense или здрав разум, кога ќе речете вие Република Македонија, велите државата Македонија. Тоа е, значи, диференција специфика во однос на генералис, Македонија историја, Македонија географија и така натаму. Но таа Македонија е цивилизацијска придобивка и не може да биде ексклузивно право. Немам јас ништо против тоа што во 90-тите години за прв пат, значи во 90-тите години за прв пат, во Грција се формираат 3 области со називот Македонија, централна, западна и источна. И тоа е регионален идентитет и јас имам респект за него. Меѓутоа, видите, се работи во спротивно за национален и за државен идентитет. Каква врска има споредбата на државен идентитет со регионален идентитет? Ние би имале проблем ако некоја од државите, Грција, Бугарија или некоја друга, во името има придавка или има нешто назив што се вика Македонија. Нема такво нешто. Во меѓународното право се споредуваат исти ентитети. Регион се регион и ја понекогаш, кога сакам да бидам цинична, велам дека Грција има проблем со неколкуте провинции во Америка кои се викаат Македонија, а не со државата Македонија, Република Македонија. Кога зборувате за како би можело да се реши или дали има решение, прво најважен е амбиентот. Не можете да имате решение врз основа на партнерски и рамноправен однос ако едниот е внатре во Европската Унија, а другиот чека надвор. Тогаш едниот е дел од фамилијата и фамилијата си го штити детето и кога е непослушно, а другиот чека решение. Значи, ако влезевме ние внатре, како што требаше, или ако ги почневме преговорите, тогаш дули ми се чини и до некое решение би дошле подобро. Иначе,
може да звучам јас идеалистички, може да звучам нестручно, непрагматично, не нестручно, но мислам дека ако решението се бара како што се инсистира во географска одредница, тоа ќе создаде уште поголема конфузија. Централна, западна, источна и сега уште Северна Македонија, објаснете ми. Кога имате такво нешто, па не знаете дали е тоа територија или е држава. Значи, ние мораме да имаме континуитет во ова Република Македонија, па може би во заграда некоја придавка, иако и тоа не знам дали е во ред. Меѓутоа, не знам, да бидете надвор од ЕУ и да речете дека во име на добрососедските односи, кои се сосема добри, иначе факт е, и мислам дека тоа е само тројански конј за да се објасни дека мора нешто брзо да се реши, не можете да решавате прашање кое што е за нас од животен интерес. Не ги засега грците овој проблем толку, бидејќи ако толку им бил важен називот Македонија, тогаш ке имале во називот на државата вакво нешто или соседите. Но нема. Велат антрополозите дека за да препознаеш што му значи некое име некому, трага и малку по литературата, по фолклорот, кој ќе ми покажете некој да се вика во Грција или во Бугарија Македонка или во песмите да плаче и да умира за Македонија, ќе речам, има значење таа за нив. Но мислам дека крајно време е некако прагматично да пристапи рационално и Европската Унија тука, особено затоа што помошта и поддршката на Грција во секој поглед, па и економски, мислам дека исто така ја обврзува Грција да се однесува рационално. Не мислам Рековте на дека народите. политиката е ирационална на почетокот на разговорот. Да. Сега би сакал да го насочам кон крајот ова интервју со прашање кое не ми го одговоривте на почетокот, обидувајќи се да бидете стручна и да не навлегувате во политички оценки. Така. Ве прашав дали очекувате брз завршеток односно брз, скорешен завршеток на кризата, 2,5 годишната криза политичка во која е Македонија со формирање на нова стабилна влада, или пак попрво ќе одиме на нови избори? Многу тешко е човек да прогнозира во услови на ваков, да не речам, бизарен резултат, но може би намерно е така, не знам, особено во овие важни денови, зашто може би е тоа подсетување дека е нужен меѓусебен респект, не е респект на партиите една кон друга, туку на граѓаните кои што стојат зад гласовите на партиите, бидејќи вие може да не се согласувате со некој лидер, председател на партија, меѓутоа секогаш треба да гледате низ призма на граѓаните. Значи, резултатот е неверојатен и таков резултат тешко дека може да гарантира крај на кризата и стабилност. Значи, се надвиснува уште еднаш на судбина ни било изгледа постојано да бидеме во избори, дека ќе се бара некоја друга разрешница. А би донеле избори некаков поинаков, многу различен резултат, што пак би овозможило полесно стабилизирање на состојбата? Па може би имало поинаков резултатот, и ако го споредите овој резултат со резултатот од последните избори, навистина има разлика. Значи, таа влада што би се создала, би била нестабилна влада. Не знам, може да се најде решение. Има резултат во корпусот на опозицијските гласови, во корпусот на владеачката коалиција гласовите се блиска е разликата. 455 наспроти 470, мал пат, но голем раст кај во опозицијското гласачко тело, благодарение на така, ние обично кога проектираме резултат, тоа го правиме врз основа на решенијата со кои се соочуваме и го оценуваме трендот. Во таа смисла, мислав јас. Значи, преговорите се во тек. Како што знаете, можни се
различни комбинации, меѓутоа сега дополнителен проблем е и на платформата на 4 албански партии, бидејќи тоа е платформа која што се однесува или која што ќе биде веројатно намаса и пред ВМРО ДПМНЕ и пред СДСМ. Факт е, она што е загрижувачко е дека делови од таа платформа е просто невозможно да се реализираат со оглед на односот на силите. Она што мене ме загрижува во моментот е дека таа фамозна бројка од мнозинство од 61, дури не знам дали е можно да се постигне за да дојде до евентуално само распуштање на собранието, бидејќи ние немаме, за жал, во Уставот решение во кое што пишува, во кое што е одреден периодот во кој што ќе мора, без оглед на тоа дали мандатот ќе биде даден на втората, на третата партија, кој е тој период, бидејќи има земји во кои во Уставот има најмногу 2 месеци дека може да се посега кон формирање на влада, кој е тој период во кој што значи би требало да се распушти парламентот и да се распишат нови избори, па и тоа го немаме во Уставот, но ова е време можеби за рационалност и јас верувам дека во сите партии има доза на рационалност и одговорност кон нас. Верувам дека можеби и затоа, како што гледате, прилично одмерени се во изјавите партиите, нудат варијанти и така натамо, но да бидам искрена, она што беше важно и врзано во пржино, врзано за извештајот на Прибе, кој што акцентот го става на владење на право, на демократија, на правна известност, значи на делиберативност, на соработка со цивилното општество, апсолутно нема шанси да се оствари во вакви услови. И ако дојде до формирање на влада и меѓу партијата, и меѓу ВМРО ДПМНЕ, не знам и ДУИ како досегашни коалициони партнери или СДСМ и ДУИ и останатите партии, мислам дека тешко дека ќе се посегне кон решавање на вистинските проблеми на оваа земја. Зошто ако се заплеткаме ние во меѓуетничките прашања, а јас очекував да се бавиме прво со она што е граѓанско и што е најважно за нас, па потоа да создадеме амбиентот и тезата дека мора моментот да се искористи карпе дием за решавање на меѓуетничките прашања сега, иако се намалени бројот на гласовите на албанските партии. Зошто? Бидејќи не може да се состави влада, мислам дека не е вистинска политика. Професорке, времето за ова интервју ни истекува. Имаме уште неколку секунди. Да. Само да им се заблагодариме на вниманието. Јас сакам да ви се заблагодарам и вас. Имав уште многу прашања. Сакав да разговараме и за диаспората и правото на глас. Во новиот состав на парламентот немаме пратеници. Сакав да зборуваме за пописот кој е неопходен, за реформата во судството, за третманот на малцинствата во Македонија и нашите во соседните земји, нешто спомнавме за ова, но бевте премногу инспиративна во ова што го зборувавте и не сакав да ве прекинувам. И се надевам дека ќе имаме друга пригода да разговараме и за овие прашања. Да. Ако нешто од ова имате, само кратко да кажете на прашањава што ги спомнав. Видете, Македонија е слаба држава, меѓутоа попис мора да организира. Предпоставувам дека до 2020 година ја слушав господјата Новковска, навистина, ако почнеме од сега, би требало да се подготвиме. Но нашто е најважно е дека ние не смееме повторно да бидеме автентични, оригинерни и оригинални во пописот, туку треба да се држиме до Евростат критериумите и стандардите за попишување. Само тогаш ќе бидеме компатибилни со останатите. Што се однесува до малцинствата во соседството, да, болно е кога во 2014 година имаше
територијална реорганизација во Албанија и од 10 општини во кои што беше доминантно македонското население, сега само една има. Тоа е спротивно, морам да кажам, на Рамковната конвенција за заштита на малцинствата и на конвенцијата за регионални и малцински јазици, бидејќи, значи, со новата територијална поделба насочена кон окрупнување, всушност, во голема мерка се редуцира и така редуцираните права на малцинствата во Албанија. Предпоставувам, знаете, дека тамо само каде што беа мнозинство, македонците и останатите може да ја декларираат својата етничка припадност, а не и ако живеат во Тирана или во други градови, тамо само во основните училишта може да, значи, наставата да се одвива на јазикот на малцинството и на вистина, мислам, тоа се проблеми кои што се загрижувачки. Последното, декларацијата предложена во платформата за геноцидот, исто така делува вознемирувачки. Периодот 12-56 година, 12 година и 13 година се најтрагичните години за македонскиот народ. Балканските војни и поделбата, разнебитувањето. Обично декларации, извинувања важат и се потребни за оние кои што имале држави и кои што имале власт. Како што знаете, најмалиот дел, ама еден од деловите на Македонија, исто така ќе и припадне на Албанија. Друго, веднаш на ум ми паѓа дека низ Македонија има многу гробови на војниците француски, на војниците англиски и така натамо. Но нема гробишта на безимените војници во балканските војни, тоа се нашите прадедовци и дедовци. Никаде тоа не е одбележано. Ме боли бидејќи тоа ме подсетува на пописите, секој попис 46-та, 56-та во соседна Бугарија. Ако речеси 200.000 луѓе биле тогаш, 189, колку се нотирани, што се случи сега, тие се сведени на 9.000. Дали некој вирус ги нападна по етничка линија? Значи, ако не ставиме крај на овие приказни, тогаш ние повторно живееме само во историјата. Затоа, мислам дека треба да се ориентираме кон решавање на се проблемите на сегашноста и кон да проектираме траекторија која што ќе не води сигурно не на Титаник, туку на еден сигурен брод кон пристаништето кој што се вика Брисел, иако, ако се сеќавате, и Белгија не можеше 2 години да формира влада, па во Економист излезе The War in European Paradox, а кај нас се вели што поскоро да формираме влада, се надевам дека ние имунитет сме стекнале кон ваквите состојби, па ќе го решиме и ови. Професор, ќе ви благодарам уште еднаш за ова гостување во ТВ Нова и во мојата емисија Око. Се надевам дека ќе разговараме повторно во друга пригода. И јас ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам вам на вниманието и довидување во следната епизода.